Забрана за пристап и прецизна регулација на сите провајдери кои немаат добиено лиценца за приредување на онлайн игри на среќа. Ова се новитетите што ќе произлезат со измените во Законот за електронски комуникации. Освен регулирање на пазарот, ќе се обезбеди и поголема заштита на граѓаните, кои аплицирајќи на диви интернет платформи стануваат лесна мета за кражба на лични податоци, но и празнење на банкарски сметки. Дигиталната закана се шири со пандемиски размери, посебно кај тинејџерите. Целта на овој закон и на овие измени и дополнување на самиот закон се всушност да ги спречиме колку што можеме негативните влијанија кои што влијаат и економски, и социјално, и психолошки на поголем дел од луѓето во нашето општество, а посебно кај младите луѓе. Самите измени, всушност, измените се во член 114 од Законот за електронски комуникации, кој што и сега предвидуваше ограничување на пристапот до некакви апликации, меѓутоа тие беа согласно судска одлука или согласно одлуката на операторот кој што ја нуди електронската комуникацијска услуга. Се претпоставува дека во Македонија има околу 160 нелегални провајдери, а граѓаните на онлайн коцкање потрошиле над 210 милиони евра. Дополнително ќе се истражува колку нерегистрираните онлайн коцкарници по основ на неплатени даноци го оштетиле буџетот на државата. Според Иванов, ред во овој виртуелен хаос кој финансиски и психолошки ги проголтува младите, можеше да се стави и предходно. Но наместо вистински одлуки, тогашната власт на мала врата тајно донесе одлука за формирање на 3 нови друштва за коцкање на интернет. Еве, Министерството за внатрешни работи во претходниот период, знаете дека има покренато некакви основани сомненија за одредени кривични постапки кои што се случуваа во државната лотарија. И токму тие причини еден од видните бивши функционери, поточно Артан Груби, по тие причини не е во државата. Предлогот на законот и дополнување на Законот за електронски комуникации ќе оди на второ читање и ќе се достави до Комисијата за транспорт, дигитална трансформација, животна средина и до Законодавно-правната комисија на Собранието. Откако законските измени ќе бидат донесени, истите веднаш ќе бидат имплементирани, односно нема да се чека на предвидениот рок од 90 дена. Новите измени се работени по примерот на законот во Хрватска, земја во која биле регистрирани над 600 нелегални онлайн коцкарници.